Почитувани, заедно со службите, Советот на општина Кавадарци и директорите на детската градинка Рада Поцева, госпоѓа Цанка Добринова, направивме анализа на листите за чекање и примени деца во градинката во општина Кавадарци за изминатите 3 години и за теконата 2019 година. Пред се радувам на фактот што аналитетот во општина Кавадарци од година во година се повеќе се зголемува. Поради тоа, во изминатите години се соочуваме со проблеми за упис на деца во градинки, односно недостаток на капацитет за сместување. Во 2016 година листа на чекање била 348 дечиња, а примени биле 269 дечиња, односно примени се 77% од децата. Во 2017 411 дечиња остануваат на листа за чекање, а примени се 309 деца, односно 75%. Во 2018 година листа на чекање поради зголемениот наталитет се зголемува на 421 дете, но се зголемува и листа на примени 372 деца, од кои 75 дечиња се згрижени во новиот објект Буба Мара, од кој што почна со работа од 1 август 2018 година. Во процент примени се 88% од децата. Причината поради која јас како градоначалник сум горд да општина Кавадарци е меѓу првите, ако не е единствена општина, која целесно го решава проблемот со капацитетот за сместување на деца во детските градинки, е тоа што во теконата 2019 година листа на чекање 485 дечиња, а примени се сите дечиња. На листа на чекање остануваат само дечињата кои се родени 2019 година, а немаат полни 9 месеци, и дечињата од село Возраци кои ќе бидат примени кога ќе се заврши реконструкцијата на занималната со капацитет од 30 деција. Се очекува во месец октомври да почне со работа. Со тоа, оваа година ќе имаме 44 групи, од кои 7 нови групи во новите занимални, и тоа 5 занимални во објектот Детелинка и 2 занимални во објектот Снежана, кој ќе започне со работа во месец септември. Една група во рурална средина во село Марина, која започна со работа од 1 јули 2019, и 5 нови јаслени групи во постоечкиот објект и новата занимална во село Возраци, која ќе има капацитет за 30 деца и, како што кажавме, ќе започне со работа во месец октомври 2019 година. Еден од капиталните проекти на општина Кавадарци, заедно со Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Северна Македонија, е изградба на нова градинка која ќе заврши во 2020 година со капацитет од 118 дечиња. Сите овие податоци и бројки кажуваат за тоа дека овој голем проблем конечно е решен во нашата општина, а со изградба на новата градинка ќе се реши долгорочно. Малиот незначителен процент на невработеност во Кавадарци, економскиот развој, интензивното моделизирање на инфраструктурата и движењето на нашата општина во правец, кој значи прогресивен напредок, повлекуваат и обезбедување на услови за развој на младите и изгрижување на децата во еден поголем број, односно потребите за поголем капацитет. Јас верувам дека младите кавадарчани се уште толку се горди како и мене на создавање на капацитети и услови за стручен персонал за нашите деца. Бројот на дечиња од година во година кои што се пријавуваат за упис во градинка се зголемува, и тоа е една добра, убава вест за Кавадарци. Меѓутоа, со нашето менаџирање, пред се како градоначалник, како советници во општина Кавадарци и службите, во комплетна соработка со ВМРО-ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз, независните советници, председателот на Советот, успеавме да покажеме на сплотеност, единство и да докажеме дека можеме заеднички да изградиме повеќе капацитети и да до ден денеска во 2019 година ние немаме дете на листа на чекање. Јас само би дополнил и би кажал дека тука беше еден горлив проблем, каде што буквално луѓе беа во завидна ситуација ставени, кај што мораа да се на некој начин или молат или фатат ургенции за да им се приме дете во градинка. Тоа е надмината работа, објективна работа, и наредните 10 години, дај Боже да имаме што повеќе дечиња, ние како локална самоуправа, како политички носители тука гарантираме дека престојот на деца ќе биде загарантирани, че има услови за сите дечиња. Новата градинка, која што треба да се почне од октомври да се граде, е комплетен грант од Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика. Општина Кавадарци година и пол успеа да направи комплетна експроприација на земјиштето, кој ќе беше приватна собственост, да му го платиме, да го земеме во трајна собственост на општина Кавадарци, да оформиме гражданата парцела и го изготвивме проектот за таа градинка со тие предуслови кои што ги направивме ние како општина.
имајќи земјиште, парцела и проект, успеавме да аплицираме да го добиеме тој грант за изградба на нова градинка. Со новиот генерален план, кој што веќе е одобрен и поминат, сега е изработка на детален план на таа парцелизација, че има државно земјиште кај ќе биде предвидено градинка за лицитирање, односно за приватна намена. Тоа е под индустријското училиште, односно спроти новата болница, таму е парцелата предвидена, нормално со интерес на бизнис секторот и луѓе кои се инволвирани во тоа да може да лицитираат и да направат една приватна градинка да имаме.